Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. На првиот училишен ден, ученик од Основното општинско училиште Гоце Делчев вчера падна од прозорецот од училиштето. Информацијата ја потврди и Министерството за внатрешни работи. Македонската репрезентација денеска стартува на главната фаза на светското првенство преку Австрија, како ракометниот стратег Горан Кузмановски ја гледа играта на македонската ракометна репрезентација. Најмладиот кој влезе во светените води на богојавление е бебето од прилепското село Тополчани. Внимателно возење предупредуваат од јавното предпријатие Македонија пат. Собрајќеот на државните патишта се одвива во зимски услови по претежно влажни коловози. Утрово најстудено во Битола -6 и Прилеп -5 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. На првиот училишен ден, 600 одделенец од Основното општинско училиште Гоце Делчев падна од прозорецот од училиштето. Второто полугодие во Основното општинско училиште Гоце Делчев Прилеп започна со немил настан, кога од прозорецот од училишната зграда падна или скокна 600 одделенец. По падот од прозорецот од третиот кат од училиштето, ученикот се здобил со тешки телесни повреди и веднаш бил пренесен во Прилепската болница Борка Талевски. Лекарите констатирале скршеници на коската од петицата, како и скршеници на прашлените, па поради сериозноста на повредите, ученикот итно е префрлен на клиниката за детска хирургија во Скопје. Директорот на детската хирургија Лазар Јовчески за Канал 5 потврдил денеска дека состојбата на детето е стабилна и е надвор од животна опасност. Според стручните служби на училиштето, станува збор за одговорен ученик, посветен и вреден, кој представувал пример за солиден ученик. Гласините говорат дека настанот е поврзан со типот на предизвик, кои се креираат на социјалните мрежи, со кои тинеџерите си ги одмеруваат силите на разни опасни начини. Стручните лица ги молат родителите да внимаваат на своите деца како ги користат социјалните мрежи поради можните последици од така наречените предизвици кои често кружат на социјалните платформи. Надлежните работат на расчистување на овој случај и утврдување на точните причини за несреќниот настан. Полицијата за 11-годишниот ученик од Основното општинско училиште Гоце Делчев, кој вчера падна преку прозорецот од третиот кат, само ја потврди веста преку соопштение.
На 20 јануари 2025 година во 15 часот во ОВР Прилеп од Општата болница Прилеп било пријавено дека кај нив со тешки телесни повреди бил донесет 11 годишникот Прилеп. Според пријавеното, малолетникот паднал од третиот кат од основното училиште во кое учел во Прилеп. Се преземаат мерки за расчистување на настанот, се вели во полицискиот билтен на Министерството за внатрешни работи. Македонската репрезентација денеска стартуваше во главната фаза на светското првенство против Австрија. Како ракометниот стратег Горан Кузмановски ја гледа играта на македонската ракометна репрезентација. Првиот дел помина, мораме да го споменеме тоа. Нашата репрезентација влезе со една можеби најдобра енергија досега на сите првенства. Иако можеби немаме некои звезди во нашиот тим, и знаеме дека сите играчи потекнуваат од македонско првенство, што е голем плюс за нашата лига, за македонскиот ракомет. И можеби беше пресудна таа утакмица против Унгарија, каде што покажавме на борба, немавме респект кон противникот, кој што унгарците сепак според мене се фаворити за полуфинале, и со таа утакмица нашата самодоверба се крена кај сите играчи и потоа следуваше на многу одлична утакмица со Холандија, каде што Холандија знаеме дека на претходните надпревари не ни одговараат во нивниот начин на игра, пошто играте на имаат добра транзиција, тлабока зона на одбрана 6-0. Али се представивме во едно многу добро светло против нив. Иако се одлучуваа некои други работи за нашиот пораз, и со Гвинеја секогаш имале проблем со нас, а додека Катар е на репрезентација искусна, предводена од Бујовиќ, каде што долги години играат заедно, имаат и тие некои проблеми со повредени играчи како австриците, и мислам дека со тие два надпревари, со тие две победи, доколку оствариме победа, мислам дека ќе биде можеби едно од најуспешните светски првенства до сега што сме одиграле. Внимателно возење предупредуваат од јавното претпријатие Македонија пат. Сообраќајот на државните патишта се одвива во зимски услови по претежно влажни коловози. Врнежи од снег со слаб интензитет се бележат во Маврово и на планинските превои Буково, Јавато и Плетвар, но во моментов не представуваат пречки за одвивање на сообраќајот, посочуваат од јавното претпријатие Македонија пат. Намалена видливост поради појава на магла има на патните правци Скопје Тетово и Велес Катланово. И еден куриозитет на богојавление. Најмладиот кој влезе во светените води на Водици е бебето од прилепското село Тополчани. Арсение е неколкумесечно бебе кое беше покрстено токму на овој ден на Водици, во светените води на Црна река во село Тополчани во присуство на голем број верници кои беа радосни за овој редок христијански чин, бидејќи најчесто чинот на покрстување е во црковните храмови. Временска прогноза. Времето денеска облачно, снежно и студено. Минималната температура во Прилеп изнесуваше 5 степени Целзиусови. Преку денот променливо облачно со повремени врнежи од дожд и снег. Максималната температура во Прилеп достигна 0 степени. Инаку висината на снежната покривка во соседно Крушево е 22 см, а најмногу снег во Македонија има на Попова шапка 46 см. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Девески.